деца бараат одговорност и ги обвинуваат сите досегашни власти. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мислил, што ги очекува? Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Немат ни осетне. Да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Дебата за интерпелација на Тошковски. Сето ова ужасно смрди на едно владино прикривање. Не бегам, не молчам, не се крием, останувам овде со целата тежина на обврската која што ја носам. Нема да има предвремени избори на есен, тврди вице-премиерот Николовски. Таравари вели дека нема враќање од одлуката да настапи со посебни листи. По 20 години кандидатски статус и неброени одложувања, еврокомесарката Марта Кос констатира: Македонија е тажна приказна. Трамп никогаш нема да не скрши, порача премиерот и лидер на канадските либерали по изборната победа. Се нормализира снабдувањето со струја во Шпанија и Португалија. По овие вести сме во живо за протестот на семејствата на загинатите деца во трагедијата во Кочани. Известуваме и за интерпелацијата против министерот за внатрешни работи, за која се дебатира денеска во собранието. Останете со нас, почнуваме. Маршот на ангелите или протестот на родителите на загинатите деца денеска се пресели од Кочани во Скопје. 5 минути по пладне почна нивниот марш од пред јавното обвинителство. Обвинителот ги повика и на средба во обвинителската зграда за да ги видат доказите и деталите од истрагата. Даниел Василев известува. Даниел во моментов си пред Министерството за внатрешни работи. Тоа е последната дестинација на која се наоѓаат семејствата на загинатите деца. Да почнеме од самиот почеток и нивната посета на јавното обвинителство, кои беа пораките. Цаци, веќе 4 полни часа, би рекол, трае протестот или протестниот марш на семејствата на загинатите и на настраданите во најголемата трагедија во историјата на Македонија. Пред да почнеме од почеток, само да кажам дека дел од нив се пред Министерството за внатрешни работи, дел од нив се внатре на средба со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Како што можете да забележите, дел од нив и во моментот излегуваат од објектот на Министерството за внатрешни работи. Ова е трета и последна точка. Протестот почна пред основното јавно обвинителство, каде што тие практично побараа одговорност, побараа да бидат во истрагата опфатени сите досегашни функционери кои што раководеле со институциите кои што се надлежни за ова прашање. Тоа се Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Пазарниот инспекторат, како и Дирекцијата за заштита и спасување. Дел од нив влегоа и на средба со републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Во продолжение предлагам, доколку можеме да видиме дел од атмосферата пред јавното обвинителство. Вие не сте државата, ние сме државата. Ние сме вашите владејачи. Не вие на нас. Ве плаќаме со илјадници евра. Да правите милионски криминали. Колку ви е доста? Јавно обвинителство што пониде допред глас нема излегнато до сега. Тучите на децата ни земата. Пониднаш за допред глас немат излегнато, еднаш барем полка да излеговте, бре. И не се плашете, не дојдовме тука да убиваме, не сме ни вооружени, ни па сакаме. Дојдовме со душа, со срце, со Бога дојдовме. Затоа што не убивте се, ама Бог не го убивте у нас. Даниел, што велат од јавното обвинителство, успеали да ги презентираат доказите и текот на истрагата? Цаци, средбата во јавното обвинителство траеше некаде помеѓу 1 час и час и половина, а откако заврши се обидовме да добиеме и кратка изјава од родителите по средбата да ни кажат што е она што им го кажале јавните обвинители кои што работат на истрагата за пожарот во импровизираната дискотека Пулс, меѓутоа тие не сакаа да говорат јавно. Од основното јавно обвинителство Скопје испратија кратко соопштение во кое што велат дека одговарајќи на сите поставени прашања и дилеми на
блиските на починатите, обвинителите ги уверија дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуална одговорност за трагичниот настан. На семејствата им беше најавена и динамиката на предстојните распити на оштетените како следна фаза од истражниот процес, се вели во дописот кој што го испрати основното јавно обвинителство. Од тука семејствата се упатија кон собранието, каде што практично ги повикаа сите пратеници да дојдат и од нив да побараат одговори. На тоа се одважија пратениците од СДСМ, како и пратениците од Левица, кои што дојдоа да позборуваат со семејствата. Меѓутоа морам да кажам дека пратениците кои што дојдоа од СДСМ беа пречекани со свирежи и практично беа извикувани, беше извикувано убици. Во продолжение предлагам да видиме дел од атмосферата од тоа што зборува семејствата на починатите со првиот човек на СДСМ Венко Филипче. Се сеќавам кога бевте на власт, имаше 2 решенија за забрана за работа на шталата. Но пократко се повлековте потоа од власт. Што се случи со 2 решенија кои што имаше донесено Министерството за внатрешни работи за престанок на работа на шталата? Дали имате таква информација? Ај прво на прашањето. Не знам на вистина и затоа ние цело време од почетокот, непосредно после трагедијата, даваме подршка на институции да имаат неселективна работа и министерство. И во однос на првата работа, не треба да се заблагодарувате. Не е точно дека немаме контакт со луѓето. Не сакам да подлезам и во Кочани и не секаде. Малте не на дневна основа, но сакам да потенцирам една работа, што мислам дека е многу важна, а тоа е дека ово излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некои политички поени. Некаде околу 2 часа семејствата на настраданите во пожарот во импровизираната дискотека Пулс се задржаа пред собранието. Како што кажав, побараа да дојдат и пратениците кои што беа внатре. Меѓутоа, тука добар дел од родителите говореа јавно за она што го чувствуваат и за тоа како се одвива нивниот живот по оваа најголема трагедија. Инаку, само да кажам дека во моментов представниците на МВР излегоа надвор пред објектот. Предпоставувам дека разговараат со дел од семејствата на настраданите. Ќе се обидам да дознам што точно се случува. Меѓутоа да продолжам со она за собранието. Практично тука добар дел од родителите зборуваа за тоа како живеат по оваа голема трагедија, барајки одговорност како од институциите, така од сите оние кои што се инволвирани и од кои што треба да се бара одговорност за оваа трагедија. A ne, ja hodam nagore. Законски треба да биде најмалку да спрема број на жители 25-26. Значи, валато да има некои други 20 нови. Али па не е нешто. Оправи има некои 50 години, 40 години. Ние се моментално имаме Од она што можам да го разберам, практично министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги испраќа семејствата на настраданите кои што дојдоа пред Министерството за внатрешни работи. Да се навратам на случувањата пред собранието, како што кажав, практично добар дел од родителите говореа јавно за тоа како живеат во моментот, барајќи одговорност за сите инволвирани во случајот. Предлагам, доколку имаме подготвено парче, да видиме што точно зборуваа пред собранието. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настраѓа пуни енергија. Кој мислил што ги очекува? Нашето
е завршено со завршувањето на нивниот живот. Нема никаква утеха, нема никаква правда за нашите деца, што не се го заслужили тоа. Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Немат ни осетне деца. Да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Загубата ни е многу голема, државата ни е многу расипана. Системно ни е многу паднат. И сакаме само правда. И правдата да излезе на виделина, да се стават законите во ред, да одговарат сите што се виновни, не само у оваа ситуација, ни у претходните, у сите, не дај Боже, наредни да се десат. Додека мојот колега Тони Спасевски ја пренесува атмосферата од испраќањето на министерот за внатрешни работи на семејствата на настраданите во пожарот во импровизираната дискотека Пулс, морам да кажам дека по речиси 2 часа пред објектот на законодавниот дом, тие практично се најавија и потоа се упатија кон Министерството за внатрешни работи. Со тоа практично и министерот Тошковски најави дека ќе напушти седницата за интерпелација и ќе се упати во МВР за да ги пречека. Откако дојдоа тука, побара Тошковски да излезе надвор, да се види со сите присутни, па дури потоа да влезат внатре на средба. Тошковски излезе надвор, говореа кратко пошто влегоа и во објектот на Министерството за внатрешни работи. На дел од оваа средба присуствувавме и ние медиумите. Дел од неа беше затворена за јавноста. Во продолжение предлагам да видиме дел од атмосферата што точно се случуваше и пред објектот на МВР, меѓутоа и внатре во канцелариите. Еден почест према нас, родителите, нека излезе јавно тука. Да, бе, нека ще да биде како што беше обвинителството да се не разговараме. сакаме он да дојде тука. И ние ќе си разговараме на само со него. Нека излезе надвор. Нема да го тепа. Чим не знаеше Соколата да дојде пред собранието, нека те ние пешки дојдевме до тука. Болката која што има секој од вас со збор не се опишува. Ние треба да ви кажеме за тоа, не вие нас. Ние треба да ви обясниме. Ние изгубивме, вие не сте деца. Вие не сте изгубили деца. Не знаете вие што значи да изгубите дете. Едночко е да го имате и да го изгубите, не знаете што значи. Не сум човек како што пробаа некои други. Дозволете ми, ве молам, дозволете ми, господи. Ве молам, дозволете ми. Ве замолувам. Да седнеме, да разговараме, да трнеме политиката на нас. И јас сум немодоверен. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И мојава душа плаче. И моите деца плаче. Дали И моите деца плаче, верувајте ми. обдукцијски извештај? Значи, Дали знаете кога ви починаа деца? Не. Од Бутел разбра, бидејќи там бе. она истрагата која што е во тек, ве уверувам дека, нема никого да поштеди за кој што ќе има докази. Ама никого. Веруваме на збор. До сега и да ми верувате на збор. И да ми верувате на збор. Имате право и на тоа. Имате право и на тоа, но истрагата не е завршена. Во овој момент автобусот во кој што се превезува семејствата на настраданите во најголемата трагедија во Македонија ја напуштија практично улицата пред Министерството за внатрешни работи и со полициска придружба се упатуваат кон Кочани, кон родниот град. Се обидуваме да дознаеме што точно се случувало на онаа средба, барем во затворениот дел во Министерството за внатрешни работи. Цаци, ова е се засега, практично и со ова и заврши протестниот марш за ангелите. Повеќе детали можам да најавам само за во следното информативно издание, односно во Дневникот во 19. Даниел Василев, ти благодарам, те очекуваме во 19 часот. Интерпелацијата на левица за министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски денеска е пред пратениците. Опозицијата главно го критикува за селективното постапување по трагедијата во Кочани. Катерина Нешкова известува од парламентот. Катерина, како тече дебатата? Гледаме дека министерот во моментов не е во собранието, туку на средба со семејствата на загинатите. Дали тоа значи дека во моментов нема дебата во собраниската сала?
Да, нема дебата во Собраниската сала, се очекува да продолжи веднаш штом Тошковски ќе се врати во Собранието. Дебатата беше прекината откако се побара пауза со цел пратеничките групи да излезат, особено опозицијските пратенички групи, пратениците да излезат и да се сретнат со родителите на загинатите од несреќата во Кочани, кои што протестираа во тие моменти токму пред зградата на парламентот, додека траеше првичната дебата по интерпелацијата, но и откако министерот Тошковски се одзва на повиците и реши да се сретне со нив во Министерството за внатрешни работи. Се работи за интерпелација која што ја поднесе Левица со 10, како што велат, основи за смена на Тошковски, од кои 5 се всушност поврзани со оваа трагедија, со тоа што најголем дел од овие причини се однесуваат на наводна селективност во постапувањето на Министерството за внатрешни работи при истрагата и барањето за тоа морална одговорност на самиот министер, кој што имал командна одговорност врз сите оние кои што полициски службеници кои што действувале таа вечер или пак требале да преземат действија претходно со цел да се спречи трагедијата. Еве ги наводите на Левица и што Тошковски одговори. Доколку во истрагата се вклучени бившиот министер за економија, бившата државна секретарка во Министерство за економија, поранешниот директор на Државен пазарен инспекторат, нејасно е зошто во истрагата не се вклучени актуелните носители на овие функции. Сето ова ужасно смрди на едно владино прикривање и попречување на правдата со цел да се заштитат сопартици и неспособни партиски полтрони. Полицијата нити селектираше, нити одредуваше кој ќе биде опфатен, нити водеше истрага по собствена волја. Буквално секој едно действие е превземено во согласно со насоките дадени од страна на јавно обвинителскиот тим кој постапува во овој случај. Не бегам, не молчам, не се кријам, останувам овде со целата тежина на обврската која што ја носам. Граѓаните имаат право да прашуваат, имаат право да добијат одговори, но никој нема право да ја злоупотребува болката за ситни политички поени. Така, тоа беа првичните наводи на Левица и на Тошковски во своја одбрана. Дебатата продолжи со опозицијски пратеници од СДСМ и ДУИ, кои што всушност искажа подготвеност да ја поддржат интерпелацијата и тие велат дека Тошковски постапувал селективно и дека треба да си поднесе оставка, на што возвратија соодветно и пратениците од ВМРО-ДПМН. Гледаме дел од оваа собраниска дебата. Ова е тежок популизам, кој што е добро препознатлив за ВМРО-ДПМН. Но е, почитувани граѓани, да ја почекаме истрагата и да видиме дали и кој од надлежните командири, заменици командири и началници на полицијата ќе бидат офатени и кој ќе понесе конечно одговорност. Ама морална одговорност мораше да има после толку пропусти од човекот кој што е прв и најповикан во таа институција, а тоа е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Зошто интерпелација за Панче? Затоа што испоапси и наши, и ваши, затоа што се апси неселективно? Затоа ли? Според ова, вие застанувате во одбрана на криминалците и на убиците. Па би ме прашал дали сте на страна на родителите, како што велите, или сте на страна на криминалот. Мене се ми се чини дека сте за тоа второто. Не беше само пожарот тој што ги уби овие граѓани. Тие беа убиени од небрежност, тие беа убиени од корупција, тие беа убиени од институционалната индиферентност. И со права, господине министер, граѓаните ве прашуваат, каде бевте вие, каде беа структурите кои што требаше да вршат контрола? И каде беше државата? Се прашувам, колешке, дали истово прашање му го поставивте на Артан Груби, кога во неговиот кабинет организираше спортски настани и роденденски забави. И велите, несреќата е резултат на корупција и на нефункционалност. Токму вашето владење достигна кулминацијата на корупцијата и криминалот во оваа држава. Кате, дали до овој момент оваа дебата за интерпелација поминува мирно и брзо како и претходните?
Па имајќи предвид дека се работи за многу чувствителна, осетлива тема, но и тоа што надвор пред собранието родителите беа на протест, се разбира дека атмосферата не беше целосно мирна, особено негодувања и па дури и мини караница, ако можам така да кажам, предизвика говорот на пратеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, кој застана во одбрана на Тошковски, обвинувајќи опозицијата дека сака на несоодветен начин да каќари политички поени од оваа ужасна трагедија што беше возвратено од пратениците на левица. Гледаме дел и од оваа повжештена атмосфера. Овде не се работи за почит на жртви. Овде не се работи за почит или за барање за правда. Овде се работи за директен политички бенефит кој што е гнасно некој нормален човек да го помисли, а не да го прави за да креира политика. Можете да излезете и да сослушате директно што бараат тие родители, затоа што додека тие протестираја во Кочани, ниту еден ваш пратеник не се одважи да ги изслуша нивните барања, туку бевте по пиар обуки во Гевгелија, затоа што вие сте окупирани од рейтинг и од параноја за рейтинг. Кате уште колку преостанува од дебатот, уште колку пријавени за збори, дали се очекува да трае до полноќ можеби? Па има уште 20 на пратеници кои што треба да говорат за оваа интерпелација, но се претпоставува дека тие нема сите да земат збор, имајќи предвид дека ставовите на власта и опозицијата се јасни. Интерпелацијата ќе потрае, но најверојатно до вечерните часови, нема да се чека оној краен рок до полноќ, имајќи предвид дека и исходот на интерпелацијата е познат, односно власта го има потребното мнозинство за да ја всушност не ја усвои оваа интерпелација која што ја поднесе левица за Тошковски, а која е всушност втора интерпелација за министерот за внатрешни работи во последните 100 дена по она интерпелација која што претходно ја поднесе Дуј. И тоа левица го направи токму на 91-виот ден, односно првата можност, уставна и деловничка можност да се поднесе вакво повторно гласање за политичка одговорност на ист министер. Катерина, ти благодарам. Остануваме во собранието, ќе имаме детали во 19 часот. Апелацискиот суд во Штипни ги прифати барањата за укинување на притворот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и државната секретарка Чекич. Судот ги одбил жалбите на поранешните двајца градоначалници на Кочани, па во куќен притвор и натаму остануваат Илиев и Димитров. Од судот информираат дека добиле десетици жалби за укинување на притворот на осомничените во Кочанската трагедија. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши останува во притвор. Така одлучила Штипска апелација по жалбата на екс-министерот со која бараше укинување на мерката. Зад решетки останува и поранешната државна секретарка во Министерството за економија Размена Чекиќ Дуровиќ. Според одлуката која е објавена на интернет страницата на апелациониот суд во Штип, нема промена ниту кај поранешните градоначалници Николчо Илиев и Радко Димитров, па тие и понатаму остануваат во куќен притвор. Барањето за укинување на притворот е одбиено на уште 3 лица, додека за осомничениот пазарен инспектор од Виница, апелациониот суд одлучил куќниот притвор да му го замени со мерки на предпазливост. Од судот информираат дека во текст се постапувања и по други предмети по жалби за кои по барање на странките се закажуваат јавни седници, а донесените одлуки ќе бидат дополнително објавени. За трагедијата во Кочанската дискотека Пулс досега се осомничени повеќе од 60 лица. Јавното обвинителство за сите води истрага за сторени тешки дела против општата сигурност. Меѓу осомничените има и полицајци од Штип и Кочани кои се осомничени дека не спровеле целосна проверка дали дискотеката ги исполнува условите за безбедност во сообраќајот и јавниот ред и мир. Меѓу осомничените се поранешните министри за економија Незири Кучи и Сарачини. Под истрага се и актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување, поранешниот прв човек на институцијата и актуелен министер без ресор Шабан Салију, екс-директори на пазарниот инспекторат, фирмата за обезбедување, сопственикот и вработени во дискотеката. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Истрагата за Кочани ќе ја задоволи главта за правда. Може ли да се врати до вербата дека системот работи за граѓаните и пред законите сите се исти? Дали превирањата во вреди се предигра за предвремени избори? Тема на денот во 19 со Гордан Ѓоргиев од Форумот за разумни политики. Вице-премиерот Николовски негира можност за предвремени избори на есен и покрај превирањата во вреди. Смета дека владеачкото мнозинство е стабилно, а евентуална соработка со ДУИ смета дека е политичко самоубиство. За ДУИ овој став е шовинистички и антиевропски. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните нема да има. Избори на есен заедно со локалните. Не, тоа е затворена тема. Мислите дека нема да има? Да. Да, во смисла нема да има. Вице-премиерот вели дека владата е стабилна, а турбуленциите во коалицијата вреди немаат капацитет да гурнат комотното мнозинство. Не очекува таравари да сврти кон ДУИ. Не мислам дека е до толку, ај се обратно да кажам, наивен да влезе во соработка со ДУИ. Мислам дека малце и јавноста го поценува и не очекувам дека ќе направи чекор каде што политички би се самоубил. Би бил изненаден да покаже таква политичка наивност. Го слушам Николовски, но ние сме автономна партија. Врати денеска министерот за здравство. За сега имаме сигурна одлука дека одиме со посебни советнички листи. И тоа е одлука на партијата и од тоа нема враќање назад. За сето друго сме подготвени и отворени да разговараме со сите во однос на локалните избори. Во подготвеноста на таравари за разговори со сите простор за соработка гледа и ДУИ, откаде денеска изјавата на Николовски ја оценија како антиевропска и шовинистичка. Изјавата на подпредседателот на ВМРО ДПМН е дека соработката на една албанска партија со ДУИ е политичко самоубиство, не е ништо друго освен доказ за нивната опасна амбиција за инженеринг на албанската политичка сцена со цел создавање на марионетска албанска структура под целосна контрола и истовремено доказ за нивната омраза и одмазда кон ДУИ и албанците, мотивирана од длабоки геополитички, антиевропски и шовинистички цели, се вели во соопштението на ДУИ. Од партијата и натаму остануваат на своето барање за предвремени избори кое за коалицијата вреди е само обид на ДУИ да се спаси од криминалот, бидејќи како што велат, политичката реалност нема да се промени, а евентуални избори би донеле само повеќе пратеници за ВМРО ДПМН. СДСМ во моментов не бара предвремени избори, но партискиот лидер Филипче во тема на денот минатата недела рече дека партијата е консолидирана и дека ако власта го побара тоа, опозицијата е подготвена да излезе на предвремени избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. Лидерот на ВМРО ДПМН предводи партиската делегација во следните 2 дена, денеска и јутре, на Конгресот на Европската народна партија кој се одржува во Валенсија. Тој ќе присуствува и на вечерата организирана за лидерите од Европската народна партија. Претходно тој ќе има своје обраќање пред пленарната сесија, но предвидени се и средби со новиот канцелар на Австрија, со лидерот на албанската опозиција, со лидерот на СНС, со претседателот на Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент и други. Северна Македонија е тажна приказна, со оглед на тоа колку долго чека земјава на процесот на преговори, вели комесарката за проширување на Европската унија Марта Кос. Таа во интервју за Радио Слободна Европа истакнува дека Црнагора останува најверојатниот кандидат од регионот на Западен Балкан, што може да стане нова членка на Европската унија за време на мандатот на сегашната Европска комисија. Македонија е една од трите тажни приказни на Балканот кои предолго чекаат членство во Европската унија. Еврокомесарката за проширување Марта Кос во интервју за Радио Слободна Европа земјава ја посочува како пример за фрустрација во процесот на интеграција во европското семејство. There are two very sad stories, or three. One of them is Kosovo not being able to move on. Another sad story is North Macedonia. If we would wait with Ukraine for as long as North Macedonia has to wait to start the negotiations, Ukraine would start negotiations in 2045. And then, of course, it is Bosnia. Од земјите во регионот, Кос ги посочува Црнагора и Албанија како земји кои се најблиску до членство во Европската унија, а нивната цел би можела да биде исполнета до крајот на мандатот на оваа Европска комисија. We could do this with Montenegro,
All the chapters are open, so we just are closing them, so we could finish at the end of 26 from the technical point of view. We could finish from the technical point of view with Albania until the end of 27. Why I'm saying the technical point of view? Because this is the negotiation procedure, they have to do the reforms, but then it's up to the member states who will decide if they will become a member or not. Покрај охрабрувачките пораки, сепак КОС за сега нема планирана посета на Македонија. По посетата на Црна Гора на почетокот на годинава и на Бугарија пред 10 дена. Таа од денеска е во Србија, на средби со лидерите и на власта и на опозицијата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Имаме уште многу информации кои ќе може да ги погледнете во Централниот дневник во 19, како и на sitel.com.mk. За во 19 часот најавувам анализа со Гордан Ѓорѓиев.